Ги натераме да го напред тоа што ни треба. И собавање за информации. Затоа не сакавме и денес да ја правиме тоа. Денес ние како пациенти си записуваме на Режешкото случај. На почеток сме ние тука, ако некој сака, може слободно да се придружи тука или слободно да се каже што се да се каже, во местото кај што се седи. Освен тоа, во текот на последниот месец и последнава недела особено, колку многу прекрасни настави беа организирани, колку многу прекрасни говори слушнавме, дури паризамот на тоа неистото. Вчера тука на истото место имаше прекрасен наставник Српска национална алијанса, на кој се слушнавме ветување дека се ќе биде директор со терапиите, дека ќе нема никакви прекини. Слушнавме дека може да биде многу полошо. Талкаме поподници без да чекаме, без да мораме да звониме и да прашаме има терапија, нема терапија, па кога ќе стигне, па како ќе стигне. Сите министри не ветуваат дека никогаш нема да тоцни. Секоја година се случуваат да тоцнат терапии. Пациенти остануваат по недела дена, по 2 недели, па не кажуваат, па ќе се јават кога веќе месец денал поминал, па ќе звониме по сите телефони, ќе бараме каде заглавила терапијата. Некојаш ради некои административни процедури, како што, не знам, од Малмет треба да дојде некој да направи прием, иако терапијата е веќе во земјата. Некогаш затоа што набавката каснела на рачката, па каснела набавката, пошто каснела на рачката, пошто не се видело дека се потрошени количините, не се видело дека некој му е зголемена дозата, па се потрошиле побрзо количините. Значи има толку многу случаеви зашто каснат лекови, ама секогаш се тоа јас ги нарекувам изговори, затоа што системот треба да се функционира. Ние што земаа бугарски пасоши и се селеа надвор од земјата за да добијат тоа што им треба. За на крај конечно да ги убедиме властите дека треба да направат регистар, дека треба да даваат терапија и дека не може да добива терапија само една болест и тоа затоа што некој му бил роднина на министерот за здравство во 2009 па ја отворил програмата за некој да добива терапија. За жал, секогаш се соочуваме со многу привилегии во нашето општество за многу работи и со многу врски. Нава и ше ви беше среќно годинава, тоест минатата годинава е мала 2 но поминато месеци малку се. Ама ако не си кажеме, не можеме да си помогнеме. Некојаш пациенти ми викаат не ти звонат, знам дека имаш многу што ти звонат, имаш многу проблеми, па да ти звонам уште јас. Па викам ќе ми звониш, ако не ти кренам пиши ми, викам ако знам што да направам, ќе направим. Ако не знам, ќе најдам некој што знае, да сме живи и здрави. Секој ден поштарите носат писма. Некои се сметки, некои честитки, а некои носат порака што менува свет. Ова писмо патува за сите што живеат со сама. Ова писмо е во луѓето со сама не се невидливи. Просечна пошта во Македонија стигнува за 2 месеци и ќе патува и во најголем број. Дали имаме некој припиши? Него да. А само да дојде за тепање. Добро. Али супер може никој? Песната. Само Светлина што расте во нас, ќе стане светот премногу мал, во еден поглед се крие сила, што те чува да не застанеш и не мора ништо да се каже, доволно е да си тука ти. Неколку ново секој нов ден што доаѓа, има причина да продолжиш и во